Ниту денар не оддели Министерството за култура годинава за одржување на единствениот македонски бренд од ваков тип, фестивалот Пеце Атанасовски, кој веќе 45 години ги чува и негува народните инструменти и песни, а се одржува во Прилеп и Долнени. Организаторите велат дека ова е брука и срамота за една држава, да дозволи да згасне еден ваков фестивал на кој што настапуваат сите националности кои што живеат во Македонија. Ние бараме средства, секоја година тие средства што ги бараме, не ги добиваме. На тоа сте навикнати, али дека ќе добиеме 0 денари, то стварно е срамно. Ако не добиеме пари, ние нема да престанеме со фестивалот. Фестивалот ќе го држиме. Со помош на пријатели, фестивалот ќе го држиме пред Министерството за култура во Скопје. На фестивалот секоја година учествуваат и странски фолклорни групи, а во состав на фестивалот се одржува и единствениот бесплатен семинар во Македонија каде се изучуваат народните инструменти и песни. Неколку години се отвори за изворни народни инструменти, исто како и во нашето ниже училиште. По барајната од овој фестивалот веќе ние го рачунаме за институција, а не да згасни. Големи се придобивките за да го држиме, да се задржат сите изворни инструменти и песни од цела Македонија. Министерството исто така не оддели ниту денари за поголеми реновирања за зградата на театарот во Прилеп, која што се наоѓа во ужасна состојба. Од театарот вела дека наводно било договорено сите сили и ресурси да се насочат кон изградба на нов театар, но за жал никој не излегува со конкретен датум кога ќе се изгради тој нов објект кој што политичарите го ветуваат веќе со години, буквално на секои избори.